Most people spend time planning a weekend getaway than they do planning their life. Повеќето луѓе трошат повеќе време планирајќи викенд за одмор, отколку што трошат време на планирање на животот. Многумина од нас, вклучувајќи ме и мене, самите си поставуваме ограничувања. Никогаш не сме премногу стари за реализација на сон. Сите имаме копнежи, имаме желби, но ги потиснуваме надолу. Зошто тоа време да не биде сега? Зошто не вие? A life coach really focuses on Фокусот на животниот тренер е да ве праша каде сте и каде сакате да бидете. Да дојде до тоа што е вашата страст, која е вашата цел, кои се вашите соништа, кои се вашите цели што сакате да ги иницирате за себе. Затоа што притиснати од рамката на вашиот живот, не можете сами тоа да го видите. passion. What is your purpose? What are your dreams? Сесиите ги правам преку Zoom, но веќе почнувам и да среќавам луѓе во живо, лично. You're not able to see it. Сесиите ми се еднаш во месецот, ги нареков workshop за визија. Моќта на визијата, за да им помогнам на клиентите или перспективните клиенти да си го разјаснат патот на нивниот живот. In order to even realize Здраво, јас сум Анета. Пишувам, односно сум во процес на пишување книга веќе подолго време и има многу предизвици што доаѓаат со тоа да се биде писател. Работам како консултант, но секогаш пишувањето ми е во умот. Идеално би сакала да ја завршам книгата, но многу работи ми се на патот. Поминуваат 3 месеци и се прашувам, зарем не требаше досега да завршам барем 3 поглавја? we so often get caught up. Често се фаќаме како се споредуваме со други. Тоа ми паѓа во очи. До одредена точка е инспиративно, но во исто време заглавени сме во споредбите. Тоа ви ги краде соништата за вашиот живот. As a life coach, Така е, компарациите доаѓаат и тоа ве прави помалечки. Мислите дека не сте доволно добри, дека вашето не е доволно големо. И тогаш треба да се преиспитате. Што е тоа што сакате да постигнете? И барајте го одговорот на тоа прашање. and I kept shoving. Како животен тренер, сакам да покажам дека ние секогаш растеме и учиме. И да се биде тренер кој е автентичен и транспарентен, значи со моите клиенти да споделам каде јас имам проблем, каде може би сум излегла од шините.